Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, за само 2,5 години постигнавме многу. Заедно успеавме од заробена држава да ја внесеме земјата во НАТО, да ги откочиме интегративните процеси, цврсто да зачекориме кон Европската Унија. За само 3 години, преку одговорни и државнички одлуки, ги остваривме стратешките цели на државата и се гордееме со тоа што заедно со сите наши граѓани ги исполнивме соновите на нашите генерации, но и на нашите предци. Денес ние сме 30-та земја членка на НАТО, на иста маса со најмокните, најсилните и најразвиените земји. Денес нашите граници се обезбедени, нашиот мир е загарантиран. Денес Северна Македонија е пред почеток на процесот на преговори со Европската Унија, кој што наскоро ги отвара и поглавијата и фондовите. Сето ова го остваривме, зачувувајќи го македонскиот идентитет, важен за нас македонците. Благодарни сме и на албанците, и на ромите, и на србите, и на власите, и на турците, и на бошнаците, и на сите помалку бројни етнички заедници, за солидарноста која што има во решавање на ова за нас многу важно прашање како македонци. Како предводник на најголемата мултиетничка коалиција во државата, горди сме што успеавме заедно. Македонците, албанците, србите, турците, ромите, власите, бошнаците, сите. Почитувани граѓани, речиси 3 децении нашата држава споро чекореше кон интеграцијата во Европската Унија и НАТО. Наша цел поставена уште од денот на независноста на Републиката. 11 години со ВМРО ДПМН тоа беше невозможна мисија. Наместо интеграција имавме изолација. Наместо напредок имавме режим, етнички тензии и поделби. Ние за само 3 години покажавме дека можеме да ги решиме споровите, можеме да ги отвориме вратите на Европската Унија и НАТО, да ги отвориме фондовите за сите наши граѓани. 2,5 милиарди евра европски пари ни стојат на располагање во следниот период. Европските пари за европски стандарди дома, но и за полесно справување со последиците од коронавирусот. Подготвени сме, знаеме и можеме да отвориме 80% од поглавијата до 2024 година, а за 6 години од сега да го затвориме целиот преговарачки процес со Европската Унија и да бидеме полноправна членка на Европската Унија. Ова е нашата понуда за следните 4 години. Точно знаеме каква држава сакаме да биде Северна Македонија во 2024 година. Слободна, демократска, европска држава, интегрирана пријател со соседите. Од друга страна, од ВМРО ДПМН немаме ништо освен обнова на режим со истите луѓе на Никола Груевски, немаме ништо освен нова изолација, нови кавги внатре во државата, нови кавги со соседите. Затоа е важно да не застанеме. Затоа е важно да продолжиме, за да го завршиме започнатото. На 15 јули се носи уште една голема, значајна одлука. Одлучуваме за иднината, наша и иднината на нашите деца. Одлучуваме дали ќе продолжиме напред или ќе се вратиме назад во минатото, на поделби, изолации и режими. Само глас за коалицијата Можеме е сигурност за да продолжиме напред и да не ја доведеме во опасност државата од ВМРО ДПМН. Затоа ве повикувам масовно да излеземе на гласање на 15 јули, да одбереме да продолжиме на прав пат кон Европската Унија и НАТО. Ја бараме вашата поддршка за да продолжиме напред уште побрзо, уште подобро. Заедно можеме уште повеќе, уште подобро. Ви благодарам.